Над 9 милиони денари добивка евидентира јавното предпријатие Водовод во периодот од април до крајот на јуни годинава. Освен зголемени приходи во тримесечниот период, предпријатието имало и зголемени расходи, на што се должи позитивното салдо на Водовод, ке појасни директорот Оливер Стојмановски. Овој финансиски резултат, за разлика од претходните, е позитивен и јавното предпријатие во овој период, тримесечен период, бележи добивка од 9 милиони 320.128 денари. Како што може да се види од финансискиот извештај, се зголемени се најповеќе приходи од вода, одведување и пречистување вода, и тоа не само во овој квартал, него туку и целиот полугодишен извештај е со прилично зголемени приходи од продажба на вода, а тука се зголемени во овој квартал се зголемени останати приходи, каде што се издвојуваат како најголемо зголемување приходи од адвокатски трошоци, нотарски трошоци, извршителски трошоци и трошоци од судска постапка. Во делот на расходи, јавното предпријатие има бележи зголемување на потрошени суровини материјали, кои што се суровини материјали се однесуваат на производство на вода, затоа што и како она што се гледа и од приходите, значи поради зголемена потрошувачка на вода, зголемена и преработката на вода, која што бара повеќе хемикали за преработка, и тука имаме зголемување од некои 3,5 милиони денари, и како она што се појавува како и кај сите јавни предпријатија, и како најголем проблем се плати надоместоци на плата, каде што имаме зголемување од 3 милиони 300 денари, што на годишно ниво излегува некаде повеќе од 12 милиони денари. За разлика од Водовод, јавните предпријатија Куманово паркинг и пазаришта во истиот тримесечен период бележат загуба, покажаа извештаите за финансиско работење на вчерашната седница на Советот. Во врска со првата точка, финансиски извештај од април до јуни, предпријатието забележува загуба од 2.774.714 денари. Во однос на приходи има пад за 536.000 денари. А во делот на расходи има зголемување од 983.000 денари. Најголемата причина за загубата е зголемување на платите, каде расходите се зголемени за 1.087.000 денари. Извештај за финансиско работење на ЈП Куманово паркинг Куманово за ова тромесече е во загуба од 2.782.507 денари. Иако сите приходи, како што можеме да погледнеме, дека се зголемени, расходите се исто зголемени, но ситуацијава е како и до претходно што беше претходното тромесечие, најголем дел ни одат кај вработените и останати трошоци каде што тоа се вработени преку агенција. Можеме да погледнеме во приходи дека има покачано приходи од продажба, дека има покачано приходи од пајак служба, нешто минимално од превоз, но загубата е таа, бидејќи со големи напори се што можеме да направиме, тоа е покачените плати, не може да не можеме да ја издржиме оваа ситуација само поради тоа.